Ќе бидам краток за да не се претвори ова сега во наш монолог и колегите да можат исто така да ги кажат своите мислења и забелешки. Прво, по однос на тоа успешна година и донесена одлука во 2018 година. Секој министер за надворешни работи, особено за евроинтеграции, добро знае како изгледа вистинската одлука за почеток на преговори и не мора да ги бара одлуките за Австрија, за Шведска, за Бугарија или за Чешката република, доволно е да ги види одлуките за Црна и за Србија. Се донесува одлука и во самата одлука е запишан датумот кога ќе почне меѓувладината конференција и се задолжува комисијата да изготви рамката во рамките на тој датум за да истиот биде запазен. Така беше одлуката донесена за Србија, таква беше и за Црна Гора. За жал, за Македонија не беше таква одлуката и ние укажавме дека тоа не може да се представи како датум за преговори. Владата, за жал, вклучително тука, премиерот Заев, министерот Османи и министерот Димитров, не одолеа на таквата одлука да ја представат манипулативно како одлука за почеток на преговорите. А од друга страна, она што исто сметам дека е добро да се напомене, гледаме дека и на пониски нивоа, кои што можеби не сите граѓани ги забележуваат, но се битни, се гледа дека државата не успева еден договор за Фронтекс да го формализира, затоа што има проблеми. Ако вие ми кажете мене дека Европската Унија имала капацитет да ги убеди Унгарија и Полска да не ставаат вето на буџетот, а немала капацитет да ја убеди Бугарија да не стави вето за почетокот на преговорите со Македонија, јас нема да се согласам. Тоа е прашање на приоритети. Доколку сакале поголемите држави членки да вложат посилен дипломатски или политички напор, сигурно е дека имале ресурси да ја убедат Бугарија да се определи датумот за првата меѓувладина конференција, како што ја убедија Унгарија и Полска во 5 до 12 да не се блокира европскиот буџет. И затоа сметам дека во тој дел има потфрлање. Вие сте само 100 дена министер во владата за надворешни работи, но зборам генерално, има потфрлање во изминатите 3 години за лоцирање на центрите кои што можат поефикасно да влијаат за стратешката цел на Македонија, а за жал не биле доволно сензибилизирани на оваа тема. Благодарам. Повелете збор има господинот Скендер.